Мечка. Овој пат мислам на тебе, Мечка од Инфомакс. Сум ти гостувал пред неколку години у неколку емисии. Си ми направил чест, сум ти укажал чест, си ме повикал, сум дошол кај тебе емисија, сме правиле емисија. Тоест, си ми правил интервју, сме имале некоја дебата или шо да. Знаеш, многу портали ги споделуваат овие мој видеа. Некој од нив се фер, а ме прашуваат, ќе ми се јави и да не ме познава господин Тасевски, дали може да го објавам на мојот портал тоа и тоа видео. Викам, нема проблем бе брат, тие за тоа се праени, да се споделат објави, само викам, немој да ме вадиш од контексти, разно. Викам, ако ти тоа нешто ти значи, тој услов у реду. И не се замарам со тоа. Имало некои ситуации кај што малце тоа било злоупотребено, не сум реагирал, а требало да реагирам. Па исто сега и со тебе, ја немам појма ни кога е тоа објавено кај тебе. Кај што ме вадиш од контекст, значи постираш дел од ова едно од овие обраќања и ме вадиш од контекст, така што не ја пушташ во целост контекстот или целата изјава на она што го кажам. Штосно е, духовито е, си направил некој духовит ефект, ако се земе предвид дека твоите односи со премиерот не се добри, дека ти си практично негов опонент, и што се однесе до твоја намера, до таа твоја намера да го направиш, тоа е уред. Работава е што ме вадиш од контекст. Во конкретниот случај, не дека му е штета некој да ми направиш, но морам да реагирам. Затоа што, ете така, ај прво не си ме ни прашал, не мора ни да ме прашуваш, како да ти кажам. Но ако више не ме прашуваш, а објавуваш, мислам дека, ја не знам дали си по вокација новинар, по професија, по право, или си нешто друго, али се занимаваш силом прилика со новинарство, или мислам дека не е етички ако веќе ме цитираш или вадиш дел на некој моје видео обраќање, не е фер, не е етички тоа да го извадиш од контекст, тоест да не ја пуштиш до крај мојата изјава. Се однесуваше на она кога кажав дека овие од СДС, ова, како се вика, портпаролкава Богданка, кога ностоп го прашуваше Мицковски, премиерот, од што се плаши Мицковски, алудирајќи на ова што беше скандалов со прислушкувањето, што прислушкувале членови минатата власт или некој од разузнавањето таму прислушкувале членови на ВМРО и новинари и така натаму, па демек од што се плаши, нека излезе, нека декласифицира документи, од што се плаши, од кого се плаши, да го направи тоа. Ја тогаш реков, викам Мицко, викам Богданке не се плаши од ништо, од една работа се плаши од Мечка. И одма веднаш после тоа кажувам, ама не Мечка од Инфомакс, мислам на вистинска Мечка, нели, со мечињата која ги брани или која е гладна, не дај Боже да налета на тебе, тоа е вистина е страв голем од Мечка. Не се, мојата изјава е прекината кај вас, знаеш каде, дека се плаши од Мечка и тука е прекинато. Веш, точно е духовито, супер е све тоа, како да ти кажам. Али се вади од контекст, зошто? Нема потреба такви работи. Ако више постои целосна ваква изјава. И можеш тоа да го направиш, знаеш се, да не ви објаснувам на друг техничко решение друго, да излезе духовитоста што сакаш да ја постигнеш на своја сметка, тоест на моја сметка, во твоја корист, и сепак да ја пуштиш целата изјава. Значи, моите ставови ги знаете ви. Ја не ги кријам, ниту се срамам од нив. Штета не можеш да ми направиш со тоа. Зборам чисто од етички аспект. Од утре може да се случи некој друг, трет, да земе исто таква некој мој видео обраќање, па дури намерно да ти направи некаква штета. Така што, оставам на тебе. Сакаш, тргни го тоа што си го направил, тоа моје видео обраќање извадено од контекст, сакаш осте го, одма ти кажувам, немам намера ни да реагирам било како другачие, нормално од глупости тоа на тушма не ни помислев, а мислам дека ради некои обноски меѓусебни, што порано сме ги имале, така си ме викнал гостин, сум ти укажал чест, сум дошол пред многу години, кога беше тоа 2016-18, појма немам нија.
дека е у реду така да се направи. А јас сум бил секогаш транспарентен. И јас никогаш не сум криел дека ги поддржувам ВМРО ДПМН. И сум го кажал тоа. И кога бе во опозиција, и сега кога се власт. Со сите мани, грешки што ги прават и така натаму имаат мојата поддршка. Зашто? Зошто? И го поставам пак ова прашање на сите. Ајде кажете кој е во моментов поспособен, поекипиран да направи нешто нормално у држава. Да ја изведе држава на прав пат. Со сите проблеми што ги имаат, подметнувања, заебанци, некои грешки кои што без потреба сами упаѓаат, а немаат потреба да упаѓаат. Ајде, кажете ми ја втората опција која е и да видим. Кој? СДС, Левица, кој? Допрва ќе видите некои работи што не сте виделе ако ќе искочат на површина вака сега како што беше ова со пред некој ден со овој пратеников на Левица со кола удрил тамо Веспа со двајца патника, едниот наводно се бори за живот, наводно овој пратеников бил пијан на Левица. Сув джип, што е тоа нова кола, кога стигнаа нови коли да изнакупат. Да беше исто тоа, да го направеше пратеник на ВМРО, или не да Боже министар или ова, истите ти од Левица знаете како ќе реагира на таа работа. Тоа ќе беше дрвје и камења. А сега имате ситуација си го бранат колегата пратеникот. Не знам колку е тоа точно тие наводи, колку се точни. Јас се оградувам колку бил пијан, како бил пијан, колку возел, како ги удрил, но кажуваат луѓе дека бил алкохолизиран. После сите овие трагедии што се десија со собраќање несреќи во Македонија, еден таков лик, член на партија, опозицијска, во парламентот, се однесува бахато, безпризорно, безобзирно во сообраќај. Само замислете што ќе беше ако ова беше некој од актуелната власт. Тоа ќе беа секојдневни, секојминутни канонади. Па како може, па ете ги па ова. Муабетот на оваа приказна ми е. И на онаа за која што ја почнав. Никој од вас не е имун на моќ, власт, пари. Никој од нас не е имун. Затоа не се правете мајки Терези било кој од вас. Зашо не сте? Зашо не можете да бидете? Зашо првиот момент кога ќе дојдете во позиција на моќ и власт, таа нема да ве корумпира, да ве расипе, само ќе го покаже вистинското вие. Ќе ви го извлече вистинското јас. Ќе покаже колку ние луѓето сме во суштина трчаме по најголемо можно задоволство. Тоа е човековата природа, да трага по најголемо можно задоволство. Или у некој по див превод конформизам. Човекот сака комотни зони. Човекот бара гледа да биде конформист. И најголемите ваши конфликти кога владате у клинч со некоја појма неам, една група со друга група, една овој медиум со партија, некоја со, знаете зашо најповеќе влагате у конфликт? Знаете зашо обично им го вртите грбот? Затоа што претходно ве направиле милионери. Па малце се подсмениле некои работи у таа екипа, што ве направила милионер, па веќе ете така од икс причини не играат толку со вас и одеднаш станувате крвни непријатели. Тоа се случува у многу овакви ситуации у Македонија, има многу такви. Па овој му извадил на овој, видете го овој каков саат има. И гледаш поминуваат неколку дена, па овој другиот му извадил на овој, ама и овој има скап саат. Не е многу скап. Поклон ми е Викторинокс, швајцарац, ама овој не кошта поише од 300 евра. И тоа ми е 6 години стар, да мислам. Не верувам дека и 300 евра. Anyway, ако има некој точна овака колку кошта, нека ми каже. Ова, значи не е од 6.000 евра, не е од 20.000 евра. Јеви. Неам сувои, не возам сув, не возам мотори, не возам ова, не возам ова, немам фирми.
Неам ова, неам она. Го имам ова срање зад мене што го гледате, што никому не користи. И кој ќе се разбуди пироманот у мене еден ден, а ќе се разбуди, рековме вчера на едно моје обраќање, ние сме пироманска нација со шталски менталитет. Им сакаме да запалиме нешто, им тоа што кога го запалиме брзо да гори. Уживањето е поголемо. Пали чкорче и свршваш. Чкорче, кој ќе видиш запалено ова стрниште, ова депонија, фабрика, шума. Тоа е сериско свршување. Со прскање на сквиртинг. Додуша некои што палат за пари, после од тоа палење и сквиртинг, после одат на шопинг. Или нарачуваат кетеринг. Него не ми беше тоа зборот. Значи, ако некад почнам да палам, ќе почнам од книги, ако ми се разбуди пироманот у мене. Тоа е, дечки. Затоа, јас знам многу од вас такви кои што од клошари станаа милионери благодарение на партија. Милионери. Клошари беа. Купуваа пиво, бивши министри у разни влади, кои што сега градат по Скопје, или што да е друго. Ке купи на 30 метри од кафичот Инкафич, шминкерски, ке купи на небе 30 метра, на 10 метра беше тоа, ке купи 2 пива, ке ги стави у дубоките джебови на таква јакна намерна и ке влезе ова фенси место, исто пиво ке купи на внуче мало такво, и ке влезе ова фенси местова и ке го отвори пивото со упалјач и тука пие пиво. На 2 пива. Тие после, денеска се озрачени од милиони. Па некој од нив исто така. Сега партијава што ги избогатила се не им одговара. Пошто партијава е друг фраер, знаеш, на чело и не им иде баш по кејфот кој што ми иде. Човекова природа, Джони. Само не глумете лудило сите вие. Плиз. Не знаеме како стари пари. Затоа ја не паѓам на тие ежедневни, како ги многу овие бугари ги на тие секојдневни политикански подместување и штосови. Овој имал саат од 20.000 евра, овој имал саат од 6.000 евра, овој возелова. Сите возите или ќе купите за да возите првата секунда кој ќе искористите. Луѓе, знаете и сами колку лепачи на плакати денес се милионери со по 15-20 стана. Секој од вас знае, барем по некој тако. Ако живе во Еродом, лепа плакати по насала. Таа од едните, таа од другите. Затоа не се рчкајте со мене, бе. Како да ви кажам, не сум ви ни вове. Не се рчкајте. Зашто ви људи? Ништо ви немам направено во животот. Ниту сум бил у партија, сум се офајдил. Тоа ја знам кој ме поставија во ЕСД за веде директор на драмски 2 пати по 6 месеци, луѓето леле, тука ме нападнаа тогаш од ВМРО, тоа кујната која почна, тој е шарениот, ја не бев ушарената. Тој е шарениот, тој ова, тој вака, па тој онака, тој вака, тој. Мисля дека тоа време зборам, не денес. Директор на драмски, мисля, ја не знам колка плата ја. Знаете колка ми беше платата? У тоа време кога директор на драмски со сите одговорности плафон до плафон. Со работи од типот представа за овој сала закупена за некој меѓунареден семинар за 2 дена, закупена салата, пари кои што му треба на драмски, почиња да врне, почиња да тече кровот од сите страни, овие местат нивни видео бимови, нивни миксети компјутери што да ја курсе тресе уладна вода. Трчај, пуна сала. Пола сат пред представа, пуна сала странци, исклучува струја, голем дефект. Некаде не знам кај беше тука. Пуна сала, ја под туш, ми звони телефон, директоре, доаѓај. Пуна сала, 350 карти, нема струја. Трчај, ја прво гол тргнав по скали, па ми текна дека од туш искочи, па се облеков така на... Па одам па прво на публиката и се обратив предамски. Остајте ме, викам 10-15 минути, остајте ме да се јавам на две. Па јавувај се таму у Евана, кај некој блиски. Па прашувај што е работа ова, дефект е дружабе, публика пуна, викам сала, ова, она. Требаат пари на театар, тоа што имавме многу луѓе на договори, на дело, на такви работи. Абе, немојте људи, дајте.
друже, штом пуштиме струја, прво ќе биде тој ремонт нешто драмски театар, не знам како ја пуштаа тамо по вакво онако. Вистина публиката, фала Богу, тогаш беше стрплива, чекаше 45 минути, почна представата, заврши. Да не зборам за милион други работи. Значи одговорности до кров. Знаете колка ми беше платата у драмски театар Јаковев директор? 46.000 денари. Од мојата глумачка плата во тоа време беше повисока само за 10.000 денари. Со се стаж зборам. Тоа, Саша, тоа. Сашо Тасевски директор. Драмски театар. У тоа време зборам. Сега не е баш така. Го сега што, например, овие му викавте на Стојанче, платата колка ти е плата? И вчера го кажавте. Која црна плата на низнос му излезе таа плата, овие изминати од Кочани до сега, колку месеци се. Низнос му излезе. Тој дома се нема прибрано. Шета по овие опожарениве места низ Македонија по оваква. Не е баш така кој си на одговорна функција платата. Затоа и треба да се однесуваат политичарите, министрите одговорно. Затоа што тоа е одговорна работа. И затоа користат и бенефиции, затоа што реков, човекот трча по најголеми можни задоволства. И вие, како беше она на Христос? Не ја гледате у својот око, ја гледате раската у тој. А сите истите работи ги правите кој ќе ви се може. И саати од 10.000 евра, и суфат не знам колку илјади евра, и Харли Девисон од 35.000 евра, сите си ги правите. Кефоите, така? Али пошто се овие на власт, тај по нив ке викаме. Ме сваѓате зашо престанав да паѓам на тие штосови? Преку курми дојде, искрено сега да правиме муабет. И сите вие да знаете. И оно што го гледам, не само кога ќе видам потенцијал дека некој може на вистина нешто да направи. Со сите проблеми што ги има, со сите своји грешки што ги прави. Ама тоа се опциите. Ајде ви кажав, најдете друга опција. У моментов подобра, поквалитетно од ВМРО ДПМН. Реално да збориме. Со сите проблеми што ги има. И со сите проблеми што си ги створија затоа што си се самите криви. Затоа што не знаат да пресечат. И затоа сум им највише, како да кажам, најмногу им префрлам. И вчера го кажав тоа. Ја да стојам тамо, да се препотуем пред 50 новинари, затоа што некој вчера ми запалил фабрика, некој завчера ми запалил планина, некој завчера, не знам, ми запалил депонија. Тоа брутална акција се прави. Откривање од прв до последен на сите што стојат за тие палења. Казни, драконски. Со тоа се заштедувам себе од само препотување пред новинари. Или рецимо диво градби, миво градби, ово она. Затоа највише им префрлам на ВМРО ДПМН. Што во политика паѓаш во некоја, како да кажам, во некои емотивни состојби, кога водиш држава, нема емотивна состојба. Бришете емотивна состојба. А под емотивна состојба подразбирам и однос љубезен кон коалициони партнери, би се молам. Кон своји министри, ама јас сум ги постоел. Ама кој ги ебе ако ми мочаат у супата? А би истиот момент летаат на клоци. Ама коалиционен партнер, знаете, ова е, ама албански вамо тамо, ама граделе правиле дивоградби. Абе со се дивоградбите ќе летаат у воздух. Знаете зошто е тоа паметно да се направи така? А? Затоа што постои опасност од мочање у супутре да ми се покакаат на глава. Што тоа значи у превод? Тоа значи у превод. Вчера изгорела завчера фабрика у Трубарево. За среќа нема жртви, малце така понастрана, нема жртви во моментот од експлозијата, од пожарот. Но никој нема да знае колку ќе има жртви од тие токсични материи, фини прашинки што ги викаат. Се мисли, овие најтоксични материи тамо кобалт, мобалт, никел што се ослабуваат при горење на тој отпад електричен, ги викаат фини прашинки. Пошто на фин културен начин те убиваат од кои ќе влезат у бели дробови и тоа може да се деси да умреш после 2 години. А да не си свесен дека убиецот више влегол у тебе. Само чека момент која да ти го закачи.
која да те опаша јако и да те прати на оној свет. Затоа што од една таква фабрика, као што таа у Трубарево, ако ние ме беше матер на сите поврзани со тој инцидент, еве пак ќе кажам под предпоставка на невиност, нели, ако е тоа навистина и подметнат пожар, намерно, ако не ги разоткриеш целата таа мрежа, целиот тој заговор на палење фабрикот и претходно изгоре друга виница, не знам, претходно изгоре пак некоја трета тамо, пред неколку години која беше. Ако не разоткриеш целата мрежа, утре тие джукели, тие бандити или тие диверзанти, ако се пратени од друга држава, тоест ако имаат наредба од некоја друга разузнавачка странска служба, утре тие ќе ти запалат некоја фабрика што е далеку поопасно од овие фабрики, од чија експлозија и пожар може пола Скопје да биде опожарено. Тогаш како ќе се вадиш? Колку ќе се препотуваш тогаш? Или не дај Боже, Дивоград би овона, не ги пратиш одма у затвор тие што треба да ги пратиш, утре не дај Боже ќе се сруши некоја таква Дивоградба, ќе потоне у земја како што ќе се спакува у подрум самата, како што гледаме згради како паѓале и Јужна Америка, и Бангладеш, Индија, Азија, Америка имаше на времето еден таков случај, некој хотел, не знам кај беше, кога си падна сам од себе, си пропадна у земја. Тогаш тек има препотување. У таа смисла нема милост која е власт и политика упрашање. Ама ти бил министер, ама ти си го ставил, така се заеба Вучич, ми е кажал приказната. Место старт со меч Гордиевиов јазол да го пресече, да рече ти министер за тоа, ти министер, што е ова бе? Сега реновиравте на Стрешница, сега ви падна утепа 15 луѓе. Мрш да не ве гледам. Ама мрш, не сте више, одма ве менјам. Не, застана да ги брани и му се случи ова што му се случи. И сега ќе му се какаат на глава. И странски служби, и мански служби, и пари од страна, пари од невладини, како што беше приказната со Груевски тука. Затоа што тогаш не може да држат под контрола еден близок негов човек, па сјеба мајката, заглеби таа влада во тежок криминал, инаку да не беше тој еден двајца луѓе околу него, Груевски уште ќе беше на власт. СДС никогаш не беше да на власт. Затоа ве молам, ако објавувате нешто мое, прашајте ме, ќе ви дозволам. Ама прашај, културно е да се праша. И нормално, не вадете од контекст. А за се останато ќе се договориме. Швајцарска банка, како се вика тие нерезидентни сметки, она офшор компании.